Почитувани гледачи, како што и најавивме на почетокот од ова издание на Вестите, гостин во студиото, а мој денешен гостин во Вестите на Канал Вест е извршител Данче Попчотрова. Добар ден и добро дојдовте во студиото. Добар ден, благодарам за поканата. Поздрав телевизија Вист, поздрав до сите гледачи. Ви благодарам што ја прифативте поканата и не случајно сте денеска во нашето студио. Денеска по кратка пауза почнувате повторно со работа која ќе се спомне извршител, некако сите и како да се најжуваме, дури и оние кои што немаме проблем со вас извршителите. Вака почнувате со работа и почнувате повторно се враќате на она рутина. Народот, пак ќе кажам, за волја на вистината, е исплашен од вас. Зошто е тоа така? Кои се оние проблеми кои што најмногу ги мачат граѓаните? Пред да го започнеме разговоров, малку и консултиравме за околу. Малата сума на граѓаните се даваат веднаш на извршители за застарени долгови, велат дека големи се наплатите од ваша страна. Дајте малку да ги продискутираме овие проблеми. Така. Паузата не ни беше многу кратка, 4-месечна пауза беше, значи владата донесе уредба со законска сила на 26 март за непримена на законот за извршување, сметено до 30 јуни 2020 година, која потоа со уредба се измени постоечката и извршувањето, практично законот за извршување и неговата примена се суспендира до 23 јуни 2020 година, практично 30 дена по завршувањето на вонредната состојба. Од 1 април, кога влезе во сила и во примена оваа уредба со законска сила и беше објавена во службен весник на Република Северна Македонија, од тој момент ние како извршители престанавме со работа, не целосно, пак ќе кажам, можевме да примаме предмети, барања за извршување, можевме да ги распределуваме средствата кои што ни се пристигнати, можевме да истражуваме имотна состојба на граѓаните, не можевте да извршувате. Не можевме да издаваме налози за извршување, освен налог за извршување врз недвижност, кој само можевме да го прибележиме во Агенција за катастар на недвижности и налог за извршување врз акции хартија од вредност од Централен депозитар, но не и да го реализираме тој налог. Така, на почетокот спомнав, она кое што најмногу ги мачи граѓаните е вашиот чин на извршување. Многумина од граѓаните се жалат дека за многу мала сума веднаш се даваат на извршител, каде што тогаш веќе сумата која што била за наплата станува многу поголема, па обвинуваат вас дека познато ни е тоа, се соочуваме секојдневно во нашите канцеларии. Граѓаните морат да знаат дека извршителот не смее да одбие барање за извршување. Значи, во законот за извршување постои одредба според која извршителот е должен да го прими секое барање за извршување, освен во точно одредени ситуации кога треба да се изземе од работа, роднински врски во тој смисол. Значи, износот на побарувањето не е причина извршител да одбие барање за извршување. Значи, ние сакаме, не сакаме, дали ќе биде предметот 100 денари, дали ќе биде 1000 денари, ние мораме да го земеме во работа. Сега, прашањето е пак, нели, ние секогаш ги прашуваме граѓаните, зошто за толков мал износ сте дошле во ситуација да дојдете до извршител? Значи, сите доверители пред воопшто да ги утужат граѓаните, поготово и за мали суми, им праќаат опомени. Не се должни да дадат опомени, но тие сепак во интерес да се изврши плаќањето на времено, зашто се работи за мала сума, им даваат опомени. Многу често имаат и акции. Значи, дојди, плати до тој рок, нема да ти тече камата и слично. Значи, граѓаните тоа не го искористуваат. Во моментот кога ќе бидат утужени, односно предаден предметот на нотар со предлог за издавање на нотарски платен налог, и кога ќе го добијат решението од нотарот, тие пак имаат можност да си го платат долгот без дополнителни трошоци. Значи, тие и тогаш не го плаќаат долгот. Не знам зашто, од која причина. И веќе кога ќе дојде кај нас, тогаш ние сме тие од кои се плашат. Така, господи Попчотрова, би сакала да ве запрашам и околу тарифата. Добро. Секој извршител сам си ја утврдува тарифата или пак закон? Не. Значи, тарифата ја донесува Министерството за правда. По претходно прибавено мислење од Комора за извршители на Република Северна Македонија, кое што мислење на Комората не е обврзувачко за Министерството за правда. Значи,
Министерот за правда е тој кој што ја донесува тарифата. И таа е таква каква што е донесена. Ние сите ја сме должни да ја применуваме. Последната е донесена во февруари 2019 година. Со оваа тарифа има направено значителни измени во делот на трошци за извршување кои што се намалени и кои што веќе се одразуваат на голем број извршителски канцеларии. Допрва ќе се рефлектираат тие последици. Само една статистичка бројка, значи за последната година е намалена бројката на вработеност во извршителските канцеларии во Република Македонија за некаде од 20%. Тоа секако ќе се имплементира и на ефикасноста и брзината на извршувањето. Но тоа е тоа. Така, неминовно е да не ве прашам. Еве по најавата дека од денеска почнувате со работа, Сдружение на граѓани на ОПСР веќе ве повикуваат. Изјавуваат, има и примери, и сведоштва и така натаму. Еве еден апел до нив, дека всушност не ја утврдувате тарифата, работите според закон, така утврдено секој правило и пропис. Така. Министерство ви ги диктира задачите. Еве еден апел до нив. Вака сега. Извршителот не може да работи самоволно. Значи не може да прави самоволја од својата работа. Значи ние имаме закони, тарифа по која што работиме. И јас верувам дека секој извршител во Македонија постапува на начин како што е утврдено во тарифата и во закон. Во случај секој граѓанин кој што има замерка на работата на извршителот, законот утврдил на кој начин тоа да го реши. Значи, нашата работа најпрво ја контролира председателот, односно основниот суд на чија територија ние работиме и го спроведуваме извршувањето. Значи, нашата работа ја контролира Комората на извршители на Република Северна Македонија. Нашата работа ја контролира Министерството за правда. И граѓаните поднесуваат и представки до Народниот правобранител за нашата работа. Значи, доколку имало било каква грешка во работата на извршителот, ако не од сите, барем од еден од тие инстанции, органи, институции кои што ја контролираат нашата работа, ќе го констатира тоа. Ако се констатира таква грешка, извршителот е подложен на дисциплинска одговорност, подложен и на кривична одговорност, подложен на секаков вид одговорност. Одговорност и за штета. Секој извршител е должен да има осигурување за својата работа и работата на своите заменик и помошник извршител од минимум 100.000 евра. Значи, не можам да кажам дека ние сме безгрешни во нашата работа. Меѓутоа, нашите грешки, евентуални направени грешки, има каде и кој да ги контролира и да ги констатира. Следствено на тоа, доколку е била направена грешка и да се казни извршителот. Така, ви благодарам што одвоивте време и бевте дел од вестите. Се гледаме во некоја наредна прилика. Еве, ве поканувам јавно дел да бидете од нашите емисии, каде што секако би можеле овде да ги вклучиме и граѓаните со прашања, секако одговори од ваша страна. Благодарам и на вас. Еден апел до граѓаните, кога ќе добијат писмо од извршител, значи пожелно е да се јават веднаш во канцеларијата на извршителот. Значи, ние со нашите вработени сме нивни сервис и ќе ги запознаеме со сите права и обврски кои што и произлегуваат од моментот кога ќе го примат нашето писмо. Дали тоа ќе биде налог за извршување или некој друг документ. Неприемот на налогот, не доаѓањето во канцеларијата на извршителот, автоматски предизвикуваат поголеми трошоци и поголеми проблеми за нив. Така, ви благодарам уште еднаш. Благодарам. Почитувани гледачи, ние продолжуваме со остатокот од содржините.